Почитуван заменик председател, почитувани колеги пратеници, почитуван колега Павле Трајанов, на почетокот сакам да кажам дека се сложувам со вас во вашите констатации, во вашиот одговор, во делот на неколку говори, каде што кажавте дека потребен е национален консензус во Република Македонија, посебно за националните интереси, и тука во потполност се сложувам. И ние како политичка партија, како ВМРО ДПМН и нашето раководство, во повеќе наврати го бараме тоа, да имаме национален консензус во делот на националните интереси, да имаме црвени линии каде што од тие нема да отстапиме. Се сложувам во вашиот дел во говорот каде што велите дека оваа влада треба да работи и да се фокусира во борбата против корупцијата и криминалот. Се сложувам и со тоа, бидејќи од борбата со корупција и криминал немаме ниту Б. Се сложувам и со тоа дека во парламентот треба да се дискутира, да се дебатира. Ова е домот на демократијата, но не да се носат закони по скратена постапка, како што досега тоа е пракса. Во делот на буџетот, сакам да кажам, да ви реплицирам дека ова е буџет за партиската војска, за пополнување на вработување со партиска војска во администрацијата. За сметка на кратењето на капиталните инвестиции во земјоделието, имаме зголемување на плати и нови вработувања, и тоа за 20 милиони евра од овој буџет. Но за жал, минимален е порастот на бројот на вработени во здравствениот сектор. Зошто? Затоа што во овој момент се многу битни и многу потребни здравствени работници во борбата со овој невидлив непријател, односно со COVID-19. Сакам да искоментирам и дека во ставката 463 трансфер до невладиниот сектор, господин Трајанов, во споредба со буџетот од 2020 година, ќе видиме дека вкупната сметка, односно вкупната сума на ставката трансфер до невладиниот сектор и невладините организации е зголемен за повеќе од 50 милиони во однос на 2020 година, и тоа вклучувајќи ги во сите министерства, дури и во владата. Значи, министерствата и владата ќе имаат трансфер до невладиниот сектор и невладините организации. Кои се тие невладини организации, кој е тој невладен сектор, ние не знаеме, треба допрва тоа да го констатираме и да го видиме. Овој буџет, господин Трајанов, во услови на криза, на здравствена и економска, за 2021 година не предвидува намалување на сиромаштијата на граѓаните, но предвидува зголемување на луксузот на функционерите со купување на нови возила, нов мебел. Пример, конкретно од три ставки само ќе кажам, ќе ми дозволите. Во Министерството за транспорт и врски, ставката купување на возила имаме зголемување за 160%. Во делот на Министерството за транспорт и врски, каде што министер е господинот Бочварски, за купување на нов мебел ставката е зголемена за 231%. Не се сложувам и во делот на капиталните инвестиции, бидејќи знаеме дека Кавадарци е голема, да довршам мислата, економски најразвиена општина во Република Македонија и по однос на процентот на полнењето на буџетот е втора поред во Република Македонија, а ние имаме многу малку или скоро ништо за општина Кавадарци. Благодарам.